За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите кинеска пилешка супа со резанки, како главно јадење запечени ќофтиња од ослич, за десерт сагар. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите кинеска пилешка супа со резанки. Пилешките гради ги сечкаме на ситни коцки. Пиперката ја сечкаме на тенки до огнавести парчиња. Круговите шунка ги сечкаме на коцки. Зовриената вода во тенџере на огање посолуваме. Во водата ги ставаме резанките да се оберат. Зелката ја сечкаме на тенки до огнавести парчиња. Во друго тенџере со зовриена вода на оган ги ставаме коцките да се вари супа. Ги додаваме парчињата шампињони и пилешко месо. Потоа ги додаваме и сечканите пиперка и зелка. По 15 на минути варење ја додаваме содржината од тенџерето со резанките. Го додаваме соја сосот. Го покриваме тенџерето со кабак. Кинеската пилешка супа со резанки ја сервираме во чорбалак. Украсуваме со исечканата шунка. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 30 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Во тенџере сварете ги резанките, во друго тенџере сварете супа од коцките. Додадете ги парчињата пилешко месо, шампињони, пиперка и зелка. Варете 15 на минути. Додадете ги резанките и соја сосот. Откако состојките ќе се сварат, тргнете од оган. Сервирете и украсете со исечкана шунка. Добар апетит!
За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите запечени ќофтиња од ослиќ. Филетите ги исечеме на парчиња. Ги ставаме во блендер. Ги миксаме. Измиксаната риба ја ставаме во длабок сад. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Ги додаваме во садот. И макдоносот ситно го сечкаме. Го додаваме во садот. Потоа во садот ги додаваме лебните трошки. Кршиме 2 јајца и нив ги додаваме во садот. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Мешаме со лажицата додека смесата не се соедини. Потоа оставаме да отстои 60 минути во фрижидер. Потоа од смесата формираме ќофтиња. Ги набрашнуваме. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во грил тава на оган. Преостанатите 2 јајца ги матиме со вилушка. Во чинијата ја додаваме киселата павлака. Мешаме со вилушката додека не се соединат. Откако ќофтињата ќе се испржат од двете страни, скалесто ги редиме во керамичка тава. Ги преливаме со мешавината од јајца и павлака. Гаудата ја сечкаме на коцки. Парчињата сирење ги додаваме во тавата. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Од запечените ќофтиња од ослиќ ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со кетчуп. Декорацијата ја завршуваме со листови црвена зелка и гранчиња француски макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од измиксаните филети од ослиќ и сечканиот лук и макдонос, 2 јајца, лебни трошки и зачини измешете смеса. Оставете да отстои. Формирете ќофтиња, набрашнете ги, испржете ги и наредете ги во керамичка тава. Прелите ги со мешавина од јајца и павлак. Додадете коцки гауда, испечете, сервирете и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите сагар. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Го додаваме шеќерот. Потоа во садот ги додаваме мелените ореви и какаото. Ги додаваме и прашокот за печиво и брашното. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во тркалезен калап за печење обложен со хартија. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган го налеваме млекото. Го додаваме шеќерот. Потоа ги додаваме густинот и брашното. Ги додаваме и преостанатите жолчки. Мешаме со жица за матење. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето.
Мешаме со жицата додека не се растопи. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Матиме со миксер додека филот не стане пенест. Го додаваме изладениот крем. Матиме со миксерот додека филот не се соедини. Пандишпанот го вадиме од калапот. Го ставаме на чинија за торта. Му ја отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. Првата кора пандишпан ја премачкуваме со фил. Врз него ја ставаме втората кора. Целата торта ја премачкуваме со фил. Преостанатиот фил го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со топчиња фил ги украсуваме страничниот дел и крајот на горната површина на тортата. Декорираме со полукругови портокал и сечкани ореви. Декорацијата ја завршуваме со топчиња фил врз полукруговите портокал. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Белките изматете ги со шеќерот, мешајте ги преостанатите состојки и испечете пандишпан. Од млекото, шеќерот, густинот и брашното сварете крем. Мешајте ја чоколадата искршена на парчиња. Во филот додадете го изматениот маргарин. Исечете го пандишпанот на половина, филувајте ја првата кора, прекрите со втората, филувајте ја целата торта и декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол.
Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење славонски палачинки, како главно јадење тава фантазија, за десерт штангли од бадеми,